Јавна тајна е дека има корупција на универзитетите. Голем дел од студентите знаат дека барање и земање мито има, но некој за тоа не зборува јавно и конкретно. Мислам дека има подкуп на професори на се. Да, имам слушното, ама немам некој конкретен пример некој да ми го каже. Изјавите на овие студенти од Штипскиот универзитет се речиси идентични на 500 други студенти од 4 најголеми универзитети во државата. Нивните одговори околу корупцијата во високото образование се дел од истражување на Институтот за стратешки истражувања и едукација. Релативно имаше висок број на одговори дека студентите слушнале дека постои корупција, меѓутоа многу малку од друга страна дадоа информација дека биле жртва на корупција. Надеж дека корупцијата во високото образование конечно ќе се пријавува и обелоденува е новиот закон за свиркачи, кој за жал меѓу студентите во Македонија е познат многу малку. Студентите не се запознаени дека овој закон постои и интересно е тоа што ние се фокусиравме на студентите на општествените науки, каде што очекуваме дека имаат најголеми информации, меѓутоа студентите во голем дел не се запознаени со можностите кои што законот ги нуди. Токму законот за укажувачи или така наречени свиркачи денес беше тема на тркалезна маса во Универзитетот Гоце Делчев. Истиот предвидува можност да се укаже на неправилности во сите државни и приватни институции, а при тоа идентитетот на укажувачот да остане сокриен. Колку тоа ќе профункционира во пракса и дали на овој начин ќе се извади пред очите на јавноста Балканата долна облека на многу места е прашање.